Денеска се одбележуваат 20 години откако Обединетите нации го прогласија 25 ноември за меѓународен ден за борба против насилство врз жените и девојките. Годинешното мото под кое ќе се одвива кампањата е "Кажи не на насилство врз жени и девојки" и истата ќе трае 16 дена заклучно со 10 декември со одбележувањето на Светскиот ден за човекови права. ЕХО е организација која што работи повеќе, значи од 17, веќе 18 година работи со заштита на жени и девојки жртви на насилство. Ние сме вклучени секоја година во кампањата, меѓутоа и секојдневно нашите активности се однесуваат, значи оваа тематика не е главна тема на работа на организацијата и го опфаќа проблемот со насилството врз жените и девојките и сме вклучени во сите активности, меѓу кои и влијание врз донесување на закони, значи препораки до институции, работиме со мултисекторски тимови на заедницата, значи каде што се вклучени сите представници од релевантните институции кои што се вклучени во системот на заштита на жени и девојки жртви на насилство. Организацијата ЕХО е првата организација која го воведе моделот на интегративен пристап, која што сега се спроведува конкретно во две општини, во Штип и Струмица, ни кажа Пеева. Исто така како што можевме да дознаеме од неа, бројот на жени и девојки кои пријавиле насилство е зголемен сега со корона пандемијата и мерките кои беа донесени од страна на владата, како полицискиот час и карантинот. Рековме предходно, значи во предходниот период забележавме зголемен број на случаи на насилство врз жени кои што и предходно пријавувале насилство, меѓутоа она што е проблематично во овој случај е тоа што кога постојат такви мерки како што се полициски час, каде што целото семејство е на едно место, жртвите не можат ниту да го пријават насилството, бидејќи нели се наоѓаат во тој притисок, значи имаат притисок од страна на сторителот на насилство, значи тие немаат пристап до алатки за комуникација, ниту со граѓанските организации, ниту со полиција, значи она што оваа година се направи што е ново, една апликација која што промовираше Министерството за труд и социјална политика, биди безбедна и која што може да се симне на сите Android телефони, и каде што ќе може на некој начин да се пријави такво насилство. Живееме се уште во традиционално општество, каде што се уште се почитува патриархатот, односно улогата која ја имаат мажите, па и можноста да покажуваат насилство врз жените и девојките. Овде владеа и верувањето дека како глава на семејството, мажот има право да покажува сила, и тоа е проблемот поради кој жените и девојките не го пријавуваат насилството, вели Пеева. Од почетокот на годината биле пријавени 85 случаеви на насилство врз жени и девојки, од кои 22 се во Струмица, а останатите случаеви во Штип. 96% од насилството е врз жените и девојките, а само 4% се јавува насилство врз мажите, и тоа насилство од некој друг член во семејството, не вклучувајќи ги тука нивните сопруги.